Насловна страна на денешниот дневник. На Охридскиот аеродром денес пристигнаа првите туристи од Амстердам. Охридската територијална противпожарна единица го одбележа денот на пожарникарите. Состојбата со аутизмот во Македонија е загрижувачка. Нема адекватни центри за дијагностика, нема национален регистар, ниту национална стратегија. Лажни СМС пораки дека владата ќе исплаќа нов додаток во висина од 100 евра. Професор доктор Љупчо Ќеверески се стекна со титулата академик во Српската академија за образование. За најавените и за останатите настани од денес ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид предпладне имавме сончево и топло време. Попладне умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Максималната дневна температура изнесуваше 23 степени Целзиусови. Во вторник во западна, северозападна, југозападна, централна и источна Европа, како и во најголем дел од Апенинскиот и Балканскиот полуостров, ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со локални врнежи од дожд и грмотевици. Во останатите предели претежно сончево време со локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, локално со услови за појава на невреме. Во крајните источни и јужни предели претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 20 до 29 степени. Во Македонија во вторник ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, локално со услови за појава на невреме. Ќе биде ветровито и релативно топло за овој период од годината. Ќе дува до умерен југоисточен и југозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 25 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од 9 до 18 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 20, односно до 29 степени. Во Охрид во вторник ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, локално со услови за појава на невреме. Минималната температура од 14 степени, додека пак дневната ќе достигне до 24 степени. Во Охрид во среда и четврток по свежото утро и температура од 12, односно 10 степени, во текот на денот ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и дневна температура до 25, односно до 24 степени. Во петок претежно сончево и топло време со појава на локална облачност и со температура до 24 степени Целзиусови. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно.
Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Охрид има една од најекспедитивните и најодговорни противпожарни единици. Денеска во Охридската пожарна беше одбележан Денот на пожарникарите, хероите на градот. Командирот на единицата Борко Јанкуловски се заблагодари на своите колеги за нивната пожртвувана работа. Посочи дека во континуитет се вложуваат напори за опремување на единицата и за обновување на возниот парк со противпожарни возила. Неопходно е вработување на млади пожарникари и набавка на противпожарен пловен објект, кој за Охрид како туристички центар е од најголема итност, потенцира командирот. Со дефиле низ градот се уклучени сирени и со показна вежба денеска територијалната противпожарна единица Охрид го прослави 20 мај Денот на пожарникарите. Хероите на градот, нашите пожарникари, деноноќно се борат со секаков тип интервенции. Пожарникарството е комплексна професија, не се само пожарите, тука се техничките интервенции, сообраќајните незгоди, земјотреси и поплави, истакна командирот на Охридската противпожарна единица Борко Јанкуловски во своето обраќање пред присутните гости на одбележувањето. Јас како командир на територијалната противпожарна единица при општина Охрид одговорно тврдам дека Охридската пожарна е една од најекспедитивните, една од најопремените и најодговорни единици во Република Македонија. Околу статистиката, од почетокот на оваа година, заклучно со денешниот ден, имаме вкупно 202 интервенции, од кои 152 се пожари, пожари на објекти, пожарен отворен простор и пожари на сообраќајни средства. Остатокот од 50 интервенции се технички интервенции, како сообраќајни незгоди, како што имавте прилика да видите денешната вежба, останаат елементарни непогоди, поплави и други активности и услови кои ги извршуваме. Територијалната противпожарна единица Охрид брои вкупно 39 пожарникари. Евидентен е недостигот на пожарникари, вели командирот. За брзо време очекуваме пензионирање по новиот закон кој треба да се имплементира. Така да ево апелирам и до надлежните што побрзо да поведат сметка, значи треба да се примаат млади пожарникари се со цел
поискусните колеги да можеме со тек на време да ги обучуваме. Возниот парк на противпожарната единица брои 7 возила. Сите се во исправна состојба, но со просечна старост од над 40 години. Се прават напори истиот да се обнови, вели командирот. До крајот на оваа година планирана е набавка на противпожарна цистерна од 8 тони со средства обезбедени преку Центарот за развој на Југозападен плански регион и учество на општина Охрид. Исто така во процедура е и проект со јапонската амбасада за набавка на мало возило за шумски интервенции кој би се користело и во тесните улички во стариот дел на градот. Но и понатаму, останува најболната точка за Охрид како туристички центар во делот на заштитата од пожари, а тоа е немањето противпожарен пловен објект. Знаеме дека Охрид не е ист и вон сезона и во сезона. Имаме голем проблем, особено потегот према Свети Наум. Во одредени интервали во денот имаме отежнат, скоро никаков пристап. За не дај Боже сообраќајни незгоди, пожари кои се случуваат. Значи, пловниот објект може би од најголема итност. Првенствено и за безбедноста на граѓаните на општина Охрид, а пред се и на туристите кои доаѓаат. Би требало да се изработи некој проект, надлежните институции малку повеќе да се ангажираат на тоа поле, се со цел да успееме во нашите намери. Командирот Јанкуловски на денешното одбележување на Денот на пожарникарите упати благодарност за досегашната поддршка и соработка до локалната самоуправа и градоначалникот Кирил Пецаков, началникот на СВР Охрид Игор Смилевски и представниците на секторот. Посебна благодарност изрази до членовите на доброволното противпожарно друштво Ентузијаст, кое представува значаен сегмент од противпожарната заштита, кој треба се повеќе да се унапредува. Присутните имаа можност да проследат вежба на територијалната противпожарна единица во соработка со екипа за прва помош на Црвен крст Охрид за симулација на извлекување повредени лица од сообраќајна незгода. Инаку, противпожарното дејствување на Балканот е започнато во Битола на 20 мај 1836 година во време на Румелискиот пашалак, кога е формирана првата организирана противпожарна единица. Поради тој настан, овој датум се одбележува како Ден на пожарникарите. Во Охрид пристигна првиот лет од Амстердам. Со туроператорот ТУИ слетаа стотина холандски туристи кои ќе одмараат на брегот на Охридското езеро. На Охридскиот аеродром пристигна првиот лет од Амстердам со туроператорот ТУИ. Стотина туристи од Холандија следниве денови ќе одмараат на брегот на Охридското езеро. Од мај заклучно до октомври се очекува 10.000 холанѓани да престојуваат во земјава. Холандските гости се едни од најбројните кои остваруваат најголем број ноќевања. Нивните аранжмани се од 7 до 21 ден. Стартуваме со сезоната, ќе имаме во месеците мај и јуни по 3 летови, во јули почнува четвртиот лет од Холандија, значи ќе бидат вкупно по 4, во понеделник, среда и петок, а потоа и во сабота, а на 26 мај овој месец ни почнува и првиот авион од Велика Британија, од Манчестер, со првите гости од Велика Британија, така да почнуваме и се надеваме на убава сезона. Аранжманите се подолги, ние сме навикнати во Охрид да имаме туристи кои што ноќеваат по една вечер, 2-3. Меѓутоа гостите од Холандија и Велика Британија имаат аранжман од 7, 13, а дури некои по 21 ден. Холанѓаните се големи влюбеници во Охрид. Некои доаѓаат за прв пат, но некои со години одмараат на брегот на Охридското езеро. Им се допаѓа природата, културното наследство и гостопримството. Oh no, I've been here. Сум бил во Охрид многу пати. Езерото е најубаво на свет. 10 дена ќе бидеме овде и ќе се вратиме повторно во август. Very nice. Прв пат сме тука во Охрид. Од авионот гледката беше преубава, многу зеленило и едно прекрасно езеро. Трет пат доаѓам, многу ми се допаѓа. Минатата недела пристигна и првиот чартер лет од Холандија со туроператорот Корендон. Туристичките работници очекуваат плодна сезона. Веќе се раздвижува на Охридскиот аеродром. Од 3 јуни стартуваат чартер летовите Охрид-Белград. Лажни СМС пораки дека владата ќе исплаќа нов додаток во висина од 6150 денари. Владата нема испратено пораки за надомест. Граѓаните да не наседнуваат на измамата и да не внесуваат лични податоци на веб страната.
Владата ја информира јавноста дека нема испратено СМС и други пораки во кои нуди надомест. Во конкретниот случај кој се појави во изминатите часови, прикажан на сликите, станува збор за смишинг и фишинг измама која е пријавена и по која соодветните служби веќе постапуваат, информираат од владата на Република Македонија. Доколку граѓаните добијат или веќе добиле порака со ваква или слична содржина во која се посочува владата како испраќач, истата треба да ја сметаат за лажна и да не кликаат ниту на дадените линкови, ниту да одговараат на пораките кои ги добиле. Од владата апелираат до граѓаните да не наседнуваат на лажни пораки од странски телефонски броеви и мејлови и да не ги даваат личните податоци. Граѓаните треба да бидат внимателни и одговорни околу своите лични податоци, односно да не ги споделуваат и разменуваат со непознати лица, како и со лица на кои не може однапред да им се утврди идентитетот, стои во владиното соопштение. Состојбата со аутизмот во Македонија е загрижувачка. Нема адекватни центри за диагностика, за рехабилитација, нема национален регистар, ниту национална стратегија за оваа група на граѓани. Неопходен е сериозен и сеопфатен пристап кон третманот на овие лица од здравството, образованието, социјалата, со цел да им се овозможи поквалитетен живот. Неприфаќањето од страна на околината и трнливиот пат до диагноза се најголемите проблеми на лицата со аутистичен спектар на нарушување. Покрај справување со секојдневните потешкоти што ги носи самото нарушување, најтешка е инклузијата во општеството, вели Валентина Павловска-Златановска, мајка на дете со атипичен развој кој годинава е матурант. Успеавме веќе после толку годишна борба и со некоја промена на закониве што до пред 3 години немаше инклузија, па децава што завршуваа во Климент не можеа да го продолжат образование во средно образование, да се реализираат како луѓе, да бидат понатака самостални во животот, да не очекуваат или да не бидат на товар на родителите или на општеството. Најдуваме на потешкоти како во образованието, неприфаќањето на децава и од околината, и од учениците во одделението, од класот и едноставно и од наставниот кадар. Македонија заостанува во диагностиката, третманот и рехабилитацијата на децата и лицата со аутистичен спектар на нарушувања. Стручните лица во оваа област велат дека земјава 50 на години доцни зад сат и најмалку 30 на години зад европските земји. Првенствено е неопходен национален регистар и стратегија и подобрување на едукацијата на здравствените кадри за диагностика, вели професор доктор Владимир Трајковски, председател на Македонското здружение за аутизам. Ја искрено се надевам дека новата влада ќе има повеќе слух и разбирање и ќе направи големи промени. Тие промени се однесуваат не само на здравството, туку и на образованието и во рамките на Министерството за труд и социјална политика. Значи, тука се три ресорни министерства засегнати, каде што секој од своја страна треба да понуди подобар квалитет на живот, подобро образование, подобра здравствена заштита и секако кога ќе станат возрастни лицата да имаат сместување, вработување. Аутизмот е состојба која не се лекува и неопходен е посериозен, потемелен и професионален, поемпатичен пристап во третманот на овие лица. Здравството не се справува добро со проблемот, вели дефектологот Александра Сабрас Апостолова, која има 18 годишно искуство на ова поле. Ова е состојба која бара сериозен пристап за решавање, сите институции да се вклучат заедно, да се едуцира кадар и така натаму, зашто сепак станува се поголеми број, станува загрижувачка состојбата, а сепак овие лица може нешто да допринесат за самото општество. Посебни наставни програми за овие деца, зашто сепак имаат потенцијал во некој од нив и може да постигнат, наместо да се искористи самиот потенцијал, едноставно се уништуваат и се фрустрира целото семејство и цела травма за семејството, зашто пак се оди како пред 18 години родителот да оди од едно училиште во друго училиште, во трето, да се менува средина, што се тоа допринесува за самото дете со аутизам да се повлече уште повеќе во себе. Во основата на причинителите на ова нарушување е генетската предиспозиција, врз тоа се надоврзуваат низа фактори како разни вирусни нарушувања, зрачења, екранизација, хербициди, пестициди, тешки метали во водата, воздухот, сметаат стручните лица. Македонското здружение за аутизам има регистрирано 500 лица со ова нарушување, но оттаму потенцираат дека реалната бројка во земјава е многу поголема и достигнува до 20.000 аутистични лица.
Охриѓанецот професор доктор Љупчо Кеверески се стекна со титулата академик во Српската академија за образование. Академик е врвна титула за еден научен работник и се доделува само на заслужни професионалци со богато искуство и импресивни резултати во нивната работа. Професор доктор Љупчо Кеверески се стекна со титулата академик во Српската академија за образование. Символично титулата академик на професор доктор Љупчо Кеверески му беше врачена на пригодна свеченост што се одржа на 18 мај во Српската академија за образование на Универзитетот во Белград, Учителски факултет Белград, за неговиот стручен придонес во областа на психологијата. Во 2010 година е избран и ангажиран како меѓународен експерт за рецензирање на научно-истражувачки проекти представен од Министерството за просвета и владата на Република Србија. Во моментов е ангажиран како визитинг професор на ФОН Универзитетот Скопје на предметите криминалистичка психологија и психопатологија, методологија на научно-истражувачка работа и психологија на спортот на Факултетот за безбедност и спорт и спортски менаџмент. Кеверески е рецензент во Националното тело за акредитација и обезбедување на квалитет во високото образование на Република Србија. Член е во комисијата за полагање на стручен испит на психолошката комора. Кеверески е добитник и на највисоката Свети Климентова награда во областа на образованието на Охрид. Од ноќеска на полнок започнува предизборниот молк поради одлуката да се прегласува за парламентарните избори на неколку избирачки места во изборните единици 5 и 6. Ке се прегласува на избирачки места во Охрид, Струга, Долнени, Крушево и во Желино. На Охрид ке се прегласува на избирачко место 1272 кое се наоѓа во Основното училиште Христо Узунов. Од Општинската изборна комисија информираат дека избирачкото место ќе биде лоцирано во училишната спортска сала, која е во рамки на Основното училиште Христо Узунов. Со избирачкото место 1272 се опфатени жители чија адреса на живење, според важечка лична карта, име улицата 12 гласачи, од кои на парламентарните избори кои се одржаа на 8 мај гласале 433 лица, односно 60,9% од избирачкото тело. Во Струга ќе се прегласува на избирачкото место 1844, кое се наоѓа во склоп на Основното училиште Јосип Броз Тито. На ова избирачко место има вкупно 753 гласачи, од кои на парламентарните избори на 8 мај гласале 489 лица, односно 64,94% од избирачкото тело. Гласањето ќе се одржи во среда на 22 мај, а гласачките места ќе бидат отворени од 7 до 19 часот. Нови поевтини цени на горивата од ноќеска на полноќ. Малопродажната цена на бензините ќе се намали за 1,5 денар за литар, па така новата цена на Евросупер од БС95 ќе изнесува 83 денари, а на Евросупер од БС98 85,5 денари. Евродизелот и екстра лесното масло за домаќинство ќе поевтинат за 1 денар за литар, односно новата цена на Евродизелот ќе изнесува 73 денари, а на екстра лесното масло за домаќинство 72,5 денари за литар, соопшти Регулаторната комисија за енергетика. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Британскиот суд денеска треба да донесе конечна одлука за тоа дали основачот на Wikileaks, Џулијан Асанж, треба да биде екстрадиран во Соединетите држави поради протекувањето на доверливи американски документи. Високиот суд во Лондон ќе треба да одлучи дали верува во гаранциите на САД дека Асанж нема да се соочи со смртна казна и дали може да се подпре на правото на слобода на говор според првиот амандман, доколку биде обвинет за шпионажа во САД. Ако Високиот суд одлучи дека екстрадицијата може да продолжи, неговите адвокати веднаш ќе поднесат барање до Европскиот суд за човекови права, за да побараат титна наредба за блокада на депортацијата. Од друга страна, ако судиите го одбијат барањето на САД, тогаш тој ќе може да се жали на екстрадицијата по 3 основи, кои би можеле да се најдат на дневен ред до следната година. Доколку во такви околности пресудат во негова корист, тој би можел да биде ослободен. Председателот на Иран, Ибрахим Раиси, загина во хеликоптерска несреќа, потврдуваат иранските медиуми. Во трагедијата загинале сите патници, меѓу кои министерот за надворешни работи на Иран.
Патниците биле упатени кон градот Табрис, откако председателот Раиси бил на отварањето на брана на границата со Азербејџан. Неговиот привремен наследник е подпредседателот Мохамед Мокбер, кој ќе служи како председател додека не се одбере нов на предвремените избори, кои треба да се спроведат во следните 50 денови. Неговиот мандат беше обележан со масовни протести против владата, кои беа предизвикани од смртта на Махса Амини, која беше уапсена поради тоа што не носела хиџаб. Словачкиот премиер Роберт Фицо повеќе не е во животна опасност, но се уште е во болница поради повредите во опитот за атентат. Фицо беше застрелян од 71 годишниот Јурај Цинтула, писател и политички активист. Словачкиот министер за внатрешни работи, Матуш Шутаешток, изјавил дека атентаторот можеби не действувал сам, како што се веруваше претходно. Се истражува дали тој бил дел од група луѓе кои меѓусебно се потикнале и поддржувале. Ова е засновано врз информации од разузнавачките служби. 2 часа по нападот и неговото апсење, профилот и целата комуникација на напаѓачот на Facebook беа избришани, кажа Шутаешток. Тој додаде дека Фицо останува во болницата во Банска Бистрица, бидејќи трансфер во Братислава за сега не е можно поради неговата состојба. Неколку региони во Германија, Белгија, Италија, Франција и Холандија се погодени од силен дожд и поплави, предизвикувајќи значителна штета. Германскиот канцелар Олаф Шолц денеска го посети регионот Цар на границата со Франција и Луксембург, кој е најпогоден од порастот на нивото на водата по облачноста во текот на ноќта. Тука ја гледаме целата сила на природата и што може да предизвика и до кој степен треба да се подготвиме за вакви настани, изјавил Шолц. Во таа покрајна пред 36 часа е прогласена вонредна состојба поради временските неприлики. Ова се најлошите поплави кои го погодиле регионот на Сар во последните 30 на години. 56 годишен пилот загинал при пад на едрилите во општина Бистрица во Корушка, Австрија. Причината за сега е непозната. Авионот се урнал во районот на северното подножје на планината Вајниш, веднаш зад границата со Словенија. Австриските контролори добиле итен повик од авионот околу 16:40 часот. По неколку неуспешни обиди да се контактира со пилотот, започнала потрагата во која учествувала полицијата и спасувачки хеликоптер. Околу 20 часот во долината Рута во подножјето на Вајнеш била пронајдена урнатината на авионот. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!